Добро дојдовте во Тивка време, епизода број 15, ете, мал јубилеј, се смета 15 за јубилеј или не? Може да се смета. Ако е бенд кој што свири 15 години, тоа како се смета? Да се слави. Карло. Мислам дека се смета. Добро, 15-та епизода во која што ќе зборуваме со Весна Матерска психолог и со Карло Јовановски, без В, што би се рекло по потекло Прилепско, така рече? Побава од Прилеп, инаку Тетовче. Одиш во Прилеп? Тетовче? Да, Тетовче. Ти си луда комбинација. Да. Сум луда скоро Екстрем, однос на да. тоа. На историското револуционерно минато на овие градови. Да, а Прилеп баш сега последно свиревме. Прилеп е еден филмски фестивал. Кај свиревте жити се Прилеп, мислам дека освен Калинка нема во моментов. Киното Мистоун. Ни прв пат свиревме во кино и беше феноменално. Не сте свиреле во кино? Не, и не знаевме што да очекуваме. Видиш, јас своевремено имам свирено со мој бенд во кино во Берово, да видиш тоа какво искуство беше, со ќумбе на средина. Не знам дали постои тоа кино, уште меѓутоа добро. Интересни се, чудни се патиштата бендовски, што би рекле некои. Тука сме во оваа најнова епизода да позборуваме за една интересна тема. Веќе го имавме начнато, мислам дека беше насловот сексуално насилство во таа епизода, меѓутоа сега еден поширок аспект, да речеме, на или аспекти на она што е насилство и кои се видови насилство, колку е присутно во општество, во нашата држава, колку често се среќаваме со истото, и она до кое што неминовно доаѓаме некако секој подкаст, тоа е дали казнивоста е на нивото и спроведување на законите поврзано со истото. Ја длабоко сум убеден дека тоа не функционира баш. Меѓутоа, нека ми простат оние кои што често се вршат работата, меѓутоа секакви ситуации гледаме, денови па дури и кучиња кои што носат часовници, денови во одредени затвори. Како сте најпрво да ве прашам, дали сме добри? Весна, како си ти? Растрчано периодов? Одлично, растрчано периодот, али драго ми е што сум во вакво прекрасно друштво. Да, па еве да морам да потенцирам дека денес инсистирав на малку помладо друштво од сцената, затоа што Карло, а и Занаду и момциве ги сметам за едно од најсвежите и најдобри појави на современата македонска, ајде да речеме рок-н-рол сцена, иако тоа се не знам се менува со дефиниции инди сцена, поп сцена, како сакаш кажи ја. Меѓутоа она што со Занаду, видиш, тоа е добра обсервација и за тебе, имаат интересни текстови, знаеш, разни ситуации, од љубовни до и мене ми е чест и фала на поканата што сум како добро друштво. Пате ми доста сум заинтересиран за психологијата и мислам дека доста ќе научам. А и што спомна, текстовите се негде измеѓу, може. Да, нешто ќе се најде и таму. А и мислам дека е многу добро што погласно се зборува за темава, бидејќи мислам дека е доста застапена. Па јас сметам дека свесноста, доста пријатели што поблизо круг што имале такви искуства. Свесноста и будноста е сепак кај вас младите луѓе, знаеш. Ние во подминати години се трудиме нешто да отвориме, да дискутираме на одредени теми, да разговараме, меѓутоа вие сте тие генерации кои што доаѓаат и кои што веројатно и треба да сменат нешто и да ги донесат вистинските вредности во едно општество, знаеш. А сведоци сме на, еви самиот ке кажеш, дали еве за самиот почеток, многу насилство низ улиците и многу луди ситуации. Да, целокупно се сложувам за тоа. Да, мора време е да се смени нешто, веројатно, и го гледам зборувањето што погласно како начин за тоа. Не, ово го кажувам глобално, не го зборувам само во Македонија. Не, ти си представник на една генерација која што е така, 2 декади најмалку помлада од нас и повеќе, па со развојот на овие општествени мрежи, или социјални мрежи социјални мрежи слично, мислам дека и тука многу дојде до расна. Да, и ширење на некои трендови што се веројатно пред се доаѓаат од западот. И овде малце ние ги сваќаме као што ни одговара или целокупно пошироко гледано не ни одговара. Пример, многу од, не знам, помодерна музика се базира на и од целокупната култура се базира на, знаеме, на ниски морали, пиштоли, дрога, насилство голем процент. Што би баш би ме интересирало да би ми било и прашањето као мисле дека влијае тоа на младината и ние као некој кој што колку толку имаме можност да зборуваме погласно, чувствуваме одговорност некоја и од тој аспект да кажеме нешто што е правилно и да посочиме некој правец што според нас е веројатно правилниот. Што треба Весна да ти каже? Сосема се согласувам дека се повеќе и повеќе сме сведоци дека имаме несоодветни, неадекватни текстови кои што промовираат и се многу представени како cool текстови и се повеќе млади, особено ќе кажам, па дури и мали деца во основни училишта се идентификуваат, ги превземаат како нешто
интересно и кул, можеби кул не е соодветен збор за новите генерации, Меѓу младите тоа меѓутоа е. меѓу нашите генерации тоа беше тоа, кул. Учењето по модел и дозволата дека таквото изразување е прифатливо, значи понатаму допуштање да тоа продолжи да се пренесува, значи насилството, навредите кои што се присутни во голем дел од текстовите, оно што го велиш како неморал кој што се промовира е сликата која потоа ја гледаме во секојдневното живење и функционирање. Така што И целокупно како култура, да не само музиката, него целокупно мислам дека е застапено истото. И ние ако се раѓаме како една табула раса кај што не знаеме и тргаме од нула, до негде се претопуваме во нешто во околината во која што живееме и она кое што ни се пропагира дека е кул, како што кажавте. да, и страшно и жално е дека тоа не се санкционира, не се препознава. Дури и родителите допуштаат да тој начин на превземање на моделите, на текстовите, на пеење, на слушање на тој тип на музика, го имаме во семејството, го имаме во секојдневното живење и функционирање. И се превзема само онака, како модел на пренос на одредени зборови, кои што не се сваќа нивното значење во позадина. Шегите се навредливи. Употребата на етикети, употребата на несоодветни зборови е нешто као прифатливо, се шегувам, а всушност може да има далекосежни последици во понатамошното живење и функционирање на секој млад човек. А од друга страна, самото тоа ствара само по себе притисок на еден млад човек да исполни некои норми кои што се поставени од културата, како што кажавме. Да. И е доста деликатна ситуација од тој аспект. Да. Периодот ни се случија неколку работи немили, меѓутоа она што е централна, не знам кога ќе оди точно сега овој подкаст. Карл, само малку поблиску ќе те замолам, не знам дека си ти вака вичен доста и како вокал, меѓутоа мораме малку да внимаваме на тонот. Се случи пред се една трагедија, помина и толку време, меѓутоа се случи она што се случи во Кочани. Сега тука можеме насилството да го зборуваме за насилство, да сега пак некој концепт направи, некои прашања кои што никогаш не ги гледаме, Карл, меѓутоа имаме разни дефиниции за тоа што е насилство, меѓутоа ја ќе поставам една нова дефиниција, а тоа е во случајот со Кочани, ја тоа би го нарекол системско насилство. Нешто да не се споменува никаде, меѓутоа што правиме кога практично имаме 61 до сега загинат, ако не се смени таа бројка во иднина, имаме поради бројни пропусти на сите гарнитури до сега кои што владеели и со градот и со општо со тие структури, не знам, пазарна инспекција, УЈП и така натаму. Тука се случува по мене системско насилство, бидејќи се направени бројни пропусти, тоа е директно насилство врз луѓето кои што се жртви на таа ситуација. Така. Според мене. Меѓутоа, она што е по-шокантно за мене е што излегува луѓе, црковни представници периодов, кои што излегува со апел, односно прозивки, па и да не речем индиректни навреди до две наши музички звезди или артистки, како сакате да наречете, кои што сакаат да направат хуманитарни концерти за помош на настраданите во Кочани периодов. И тоа беше некаков апел и прекор до нив да не го прават тоа до Великден, бидејќи нели 40 дена, не знам како оди тоа сега според православните обичаи. И по тој апел на тоа црковно лице имаше еден куп омраза, вербално насилство, прозивки и така натаму. Значи, поттикнување од една несреќа на едно насилство системско кон друго насилство од луѓе кои што треба да промовираат некаква сплотеност, мир, заедништво и така натаму. Кај одиме? И повторно систем. Кај одиме ние со ова? Не одиме на добро. Значи, она кое што го кажа дека како системско насилство значи, повикуваш на сплотеност на, не знам, христијански дух од оздола, ово треба да се убие и така натаму. Да, ти го до имаш такви повици. Го сподели со дел од количките кои што има во твојата фела, истото тоа се случува и со дел од психолози кои што се охрабри и сакаат да дадат поддршка и кои што истото тоа го направија на суптилен начин, исто беа поврзани со различни движења, платеници се и се што, така да системското насилство кое што не донесе во таа ситуација до тој немил настан, продолжува и понатаму со овој тип на постови. Значи, секоја поддршка која што се дава, а е проследена понатаму со говор на омраза, со повикување на одредени линчови
и вербално насилство не се санкционира, затоа што сето тоа доколку се санкционира ќе има поинаква порака, ќе застане. Во ситуацијава не се санкционира и понатака продолжува. Доаѓаме пак во ново системско насилство. Да те прашам, значи, дали кругот ние го вртиме. колективно сме мазохисти вака, бидејќи нели бараме промени, а од другата страна бараме да не се случат. Вака испаѓа не за сите честни случаи, меѓутоа овој пример што ти го кажа со повикот на психолозите, па некој ги прогласува за платеници или ова, дали сме мазохисти вака општествено, колективно земено? Јас би рекла дека можеби треба да застанеме и секој од нас да погледнеме прво во себе и пред себе и околу себе и да почнеме секој да се однесуваме одговорно за да направиме одредени промени. Дел од луѓе кои што продолжуваат и повикуваат на одреден начин на однесување кој што би требало да се практицира и да го има некој друг, но тоа не важи за нив, даваат двојна порака, двоен стандард и можеби од тука треба да почнеме и да се преиспитуваме. Поддршката ја имаме, достапна е. Како да се преиспитаме, можеби и тука може малку повеќе психолозите да помогнат. Ако не знам како да продолжам и што е соодветно или не соодветно, побарај помош, побарај поддршка. Види кој е одговорен, ама не заборави дека треба да погледнеш и кон себе. Значи, одредени Така е, доста се зборуваше за тоа прилог дека сите сме системот, дека сите го прават и така е. Сега, знаеш, секој со својата одговорност и улогата во општеството. Например, можеби јас сум сгрешил во многу ситуации, меѓутоа има луѓе кои што навистина се трудат. Знам дека и младите сакаат сигурно подобро општество кое што функционира. Како е твојот впечаток, Карло? Функционира ли системот за млад човек овде? Се чувствуваш вака, си бил ли во ситуација да се чувствуваш незаштитено? Или едноставно да немаш надеж дека повеќе ситуации, да, посебно последна ситуација која што спомена, уште сум онака наежен од тоа што се десило и искрено лично ја чувствував некој гнев као да време е нешто да се смени као уште една капка што ја прелива више чашата. Мислам одамна е прелиена чашата, ама уште. Така што да, мислам дека е редно да се смени, мислам дека сите треба да ја прифатиме одговорноста као колектив, бидејќи пак мислам дека она што се случува системски е само слика еден епитом на она што на интраперсоналните односи кои што ние ги гајме сами кон себе прво. Доколку не е секој од нас премен да земе одговорност и да рече да, јас сум одговорен поради тоа што не знам, не платив патарина, тогаш што не платив карта во автобус, тогаш не може да бараме ни од некој што е на позиција и што зел многу повеќе бидејќи имал шанса да земе или бидејќи сгрешил нешто и не одговарал за истото. А си бил во ситуација да бидеш директно, не знам сега, знаеш она, ние го сме биле млади, сме имале ситуации, тепачки напад надвор и она. Си имале ситуација на такво нешто, не знам, на концерт да се спречкаш со некој пат нападне или некој твој познат? На концерт не, мислам дека пак физичкото насилство го имаме малце по малце од средно на кај факултет, малце по малце исчезнува. Пред се основна школа имало доста такви насилни. Како си реагирал на тази ситуација? Имало заштита родители, не знам, наставнички? Има, ама не, слушаме разни ситуации таму и по училиштава, па не реагираат, па знаеш повеќе така поне. Имаше еден случај со населен ученик во Лисиче, мислам дека беше во основното училиште, па го префрлија во центар, па се буна родителите, не можат едноставно детето и со психолошка поддршка и со се да го. Тоа е случај кој што исто така треба да се продискутира и да се види каде се пропустите и оно што велиш системско насилство, дали можеби некаде нешто е погрешено, затоа што децата како деца на таа возраст треба да добијат соодветна поддршка. Но соодветна поддршка значи и работа со родителите меѓу другото. Колку се работи со родителите, колку соодветно знаат како да изреагираат во ситуација на насилство. Ако земете и следите што се случува во делов, например, на детски игралишта, ќе видите како децата различно реагираат на насилно однесување. Ако некој те турне, дел од родителите викаат турни го и ти. Имаме родители кои што велат и советуваат, се случило не сакајќи, можеби извинете се еден на друг, подајте си рака. Значи, сосема различни пораки се даваат во ситуација кога некое детенце се однесува насилно кон друго детенце. И тоа има влијание како тоа насилство ќе се сопре или ќе продолжи и на конкретното игралиште на кој што сведочиме и разговараме, но и во понатамошните животни ситуации. Ако пораката е дека кога си незадоволен треба да удриш и да вратиш, тогаш креираме насилно однесување во рамки на семејството, системот
наставниците, воспитувачите, ако тоа истото го поддржуваат, се соучесници на некој начин. Да, ма затоа го спомнав и системот на казнивост на самиот почеток, затоа што без казнивоста имаме ситуации, нели, кога сме кај насилството, имаме семејно насилство, имаме сега скоро ситуација со еден насилник, нели, кој ја удира в лайв на TikTok жена му или супругата. И едноставно, како да кажем, само слушаш онакви информации дека нема ништо со него, не може ништо да се направи. Значи едноставно системот не го казнува или го пушта, его и ово затворот. Да, тоа е причина. Тоа е причина зошто да се продолжи со истото. Казнивоста е многу важен аспект. Значи непочитувањето, непостапувањето соодветно, ние имаме различни протоколи за заштита. Полиција што треба да направи, како треба да направи. Во одредена ситуација, па честни исклучоци, она што го велиш и ти, честни исклучоци кои што ќе изреагираат соодветно и ќе го проследат, процесуираат случајот соодветно, дека тоа е таков тип на насилство. Имаме несоодветни постапки, каде што овие инциденти се на ниво на поплака. Ако е на ниво на поплака, за ден-два истото тоа ќе помине, нема ништо да се превземе за да се добие одредена казна која што треба да ја има согласно делото. И пак ќе кажам, поддршката нема да ја добие ниту жртвата, а да не зборувам дека истата треба да ја имаме како процес на ресоциализација, не поддршка, туку работа и со самите сторители на насилство, затоа што апсолутно ако ги ставаме само во затвор и ако ги казнуваме само, меѓутоа дополнително не се направи некој тип на програма која што ќе значи ресоциализација, која ќе излезат од затвор. Да, тоа од оно што го знам не функционира баш нешто. Не, ја не знам, своевремено постоја, не знам дали се сеќаваш на тоа, Карло, не ги памети, постоја продавници кои што беа под КП Дом Медризово. Да. И буквално кај мене во капиште се имаше во близина КП продавница на КП Дом Медризово, продавничка грана во која што работеа осудени лица. Веројатно за полесни дела, овие други веројатно прва прилика би избегале, меѓутоа работеа осуденици кои што беа за полесни дела и продаваа и преку тој, значи зборуваме за времето на бивша Југославија, некаде таму 80-тите години. Така. Тоа сега не го гледам, така што мислам дека системот доста потврла во тој. Инаку во рамки на системот ние имаме и предвидено и законски, меѓу другото, со судско решение, со судска мерка, сторители на насилство се упатуваат во психотераписки процес. Работиме конкретно и на таков тип на програми, во кои што дел велат нема шанси, не доаѓа. Дел имаат на почетокот бунт за да дојдат, меѓутоа кога ќе влезат во процесот, гледаат дека некои работи на вистина не ни биле свесни дека несоодветно ги постапувале, ги правеле, и дека начинот на како се разрешува ситуација во која што ти имаш конфликт не мора секогаш да биде насилен. Значи насилството е избор и тоа е она кое што всушност низ овој тип на програми за ресоциализација треба да научат. Не е вината и одговорноста таму на жртвата, не е виновна таа која што шетала со кратка сукња во темна улица затоа што е силувана. Виновен е тој кој што одлучил во тој момент да постапи на таков начин. Тоа се релативизира да секојаш посебно во поконзервативно општество, богами ние сме натаму некаде. Секој тип на насилство се гледа да вината се префрли на жртвата, за да истото се релативизира. Овие митовите тука нели ги ставиме за силувањата и релативизирање на истото и ќе го споменеме и тоа. Карло, само да прашам, ти какво чувство имаш? Живееш ли во безбеден систем? Законите функционираат ли? Како млад човек. Мислам дека и во вашите разговори, кои се вашите ставови во врска со зависи. За некој функционира, за некој не. За некој функционира што сторил дело. Да, зависи од заштита. ситуацијата, иако доста има ситуации кај што сум се почувствувал како да не е правилно постапено според или како системот да ми одзел нешто што би ми следувало. Дали е тоа безбедност, дали е тоа било каква безбедност у смисла, небитно дали е тоа од физички аспект, дали од психички аспект, дали безбедност у смисла на школување или кои аспекти да е. Таа што мислам дека имаме многу за работа. А она што зборувавте за казнивоста, премногу ми е примитивно, мислам дека треба чекаме да бидеме казнети за да освестиме нешто, иако веројатно тоа е единствениот начин моментално за да освестиме некој, не знам, колективно, несвесно, неги како што би било тоа. Многу размислување, многу посета на психолози веројатно е решението. Многу разговори, многу вакви подкасти кај што може да се научи. Не гледам друго решение. Дали протест, не знам, нешто што ќе се стигне до поширока маса и ќе се разбуди нешто. Светот на вас младите останува, ќе видиме што ќе направите сега.
доста се разбудени млади низ регионот, ама се. има дел и кои што се инструирани, нели, да речеме, па имаме секакви врсти на протести гледаме периодов. И во соседството, па и тука кај нас и низ години, и секој има право на протест, меѓутоа дали води на подобро или на полошо, ќе видиме. Сега да те прашам, овде кога ги, како да речеме, ги селектиравме видовите на насилство, постојат и нели она вербално насилство, навреди, тоа веројатно си го поминал во животот, нели? Апсолутно. Не знам дали има некој што не го најново е она, баш треба да на таа тема да се задржиме онлайн и дезинформациите и насилството. Значи, си имали ситуација да речеме, не знам, занаду лично на твои профили да бидеш навредуван или да добиеш закани или или не сте стигнале до таа популарност? Имало веројатно некои коментари што некои што не ни се сеќам моментално, да бидам искрен. Затоа што знаеш и најнезначајниот ги прочиташ врска немате или не бе бива или не знам. Да, веројатно мислам имам чувство дека најмногу се случува на Facebook, а ја Facebook немам години назад. Вие сте спасени помлади. Се случува како да ми пратат другари онака да се смееме под некој пост на Нептун или некои коментари, да. Углавно се базира на тоа и толку е. Вие младите како го доживувате Facebook? Ова е стара форма у која што секоја будала му ја така го мислам, така печаток имам дека. Па така му доаѓа. Да, Инстаграмот. Мислам се извинувам на директно. Да, Инстаграм. Да. Да, Фејсбукот не е некако многу токсичен. Може да биде зборот, да. Као многу години разлика е меѓу нас, некао Фејсбукот. Меѓутоа еве постарите генерации го користат вака да навредат, да наклеветат. Да, тоа да кај вас мислат и да искажат некој гнев, што Инстаграмот не го гледам како таква платформа, бар не се употребува така, секој може да се употребува така. Но пред се оставен на младите е по либерален, ако може да се каже. Носат ли младите еден помирувачки дух, да речеме? Како овде во Македонија? Се надевам. Како е твојот впечаток? Не зборам сега за вас како сцена. Вие сте од сцената каде што сепак знаеш Луфханза, вие Хајка, не знам што прават, се активни или се не се више, аман со нив не можам, само ги карам, аман не оставајте вака. Меѓутоа, сметаш ли дека таа генерација на бендови носи еден таков дух со себе? Апсолутно. Во морето на овие други што ги спомена. Носи нешто свежо, носи некој нов дух. Носи некој ново знаење, нова порака, да. Да, што од секој аспект е освестувачка. Носи нешто ново. И секој како ќе освати тоа оставаме на другите. Али секоја свежина што е многу потребно на нашево подневие општо. Добро, и претпоставам дека медиуми ќе ве послушаат малку, па ќе ве почнат да вртат малку повеќе. Па се трудиме. Дали тоа е да е директно од кај нас или да тргнеме прво од надвор па да спиеме кон надвор? Не, затоа што и тие се директно и порталите кои што пренесуваат таа порака, па потоа преку мрежите се пренесува нивната идеја и мисла имаат прекрасни теми и песни на сметка на сите овие кои што се присутни, а тоа се разни Лукаси и слично и нус производи од истото преку некој нов формат кој што промовира, како што рече ти. Не знам што се промовира таму, само 2-3 пати земав текстови да прочитам, значи читам за кокаин, за калашникови, за веројатно ние малце така го толкуваме, веројатно таму кај што доаѓа, кај што потекнува. Она што го пишуваат вистински се случува. Вистински го живеат тој живот и се ние овде го слушаме тој и сакаме да го живееме. Да, ама знаеш стана тренд тоа. Порано не беше така, порано беше цензурирано и постоја така, стана тренд. Строга контрола постоеше на тоа што се пушта каде и како. Да, па тоа е денес веројатно по музиката. Тоа е нешто што било Нирвана од 90-ти, не знам. Денес е тоа. И не веројатно не може ни да се избегне, него може да се одбере начин како ќе се свати тоа и како ќе се прими. Сега за сега само од консументите зависи дали ќе го прифатат или не, и овака преку муабети. Кога сме кај насилството и типови на насилство, едно од најчестите е сексуалното насилство, тоа го споменаме во емисија и многу често некако мислам дека не се случува во Македонија. Какви се твоите искуства, Весна, со ова? За жал се случува, меѓутоа не толку често се пријавува, веројатно повторно заради она кој што и претходно го кажавме, секогаш се релативизира и се гледа да се префрли вината кон жртвата. Несоодветно казнивоста на тој тип на дела, несоодветно подстапување од страна на институциите, можеби ги обесхрабрува дел од жртвите да истото го пријават. Инаку да, сведоци сме дека истото е присутно, многу често е и во комбинација со други типови на насилство, доколку соодветно и навремено се одговори,
самите жртви на тој тип на насилство, на сексуалното насилство, може да добијат и соодветна поддршка за да полесно излезат од кругот. Се уште, значи, треба да работиме за и да се информираат младите што всушност представува сексуалното насилство и како и каде да го пријават. И како, доколку не постапат соодветно институциите да кажат и да се пожалат, затоа што ако имаме несоодветен одговор, ние имаме и реакција на тоа и можеме да кажеме различни механизми кои што во државава ни стојат на располагање и тие многу често се забораваат и не се користат. Пријава до народен правобранител, пријави во внатрешна контрола ако МВР несоодветно постапи. Значи сите оние мерки на заштита во ситуација која што имаме несоодветно постапување, не сведоци сме дека и не се применуваат. Така што мислам дека треба да поработиме малку повеќе. Го споменуваме неколку пати на подкастите реакција, имаме ли после тие обвинители, бидејќи ја лично сум имал ситуација во која што сме имале представка до јавен обвинител, никогаш не добивме одговор. Што правиме во тие ситуации? По еден напад физички. Механизмот на постапување од страна на јавните обвинители е малце веројатно поразличен. Не знам дали може би затоа што се во делот на хиерархијата тие кои што кажуваат. Пример, во случај на сексуално насилство, за земање на докази кога има силување, мора да се добие од јавен обвинител информација дека доказите треба да се земат и ако добијат таков налог, понатака земањето на доказите и целата постапка ќе биде соодветно проследена до суд и ќе бидат земени како релевантни. Значи, да кажам некако највисоко на пирамидата во овој тип на постапување е она што ќе го каже јавниот обвинител. Што се случува и како се случува понатака во постапката, јавното обвинителство не објавува и секогаш тоа е во интерес на истрагата. Така да можеби тој дел на недостаток на информации дава впечаток дека не секогаш се постапува соодветно, не се даваат информации повратно до тие кои што биле вклучени во случаите. Ама не знам, повеќе треба да работиме на заштита на жртвите, повеќе треба да работиме на информирање на младите генерации каде да пријават, затоа што ја би прашала, како млади лица, дали имате информација и знаете што во случај ако некој е жртва на сексуално насилство, како треба да постапи? Не сум информиран. Кој е тој кој што... Полиција, не знам што кај имам конкретен мобилен. Не стварно не мислам дека доволно, дека сме доволно информирани. Да, тоа е она кој што... Посебно денес колку е лесно да се информираш за се, не знам. Да, денеска е лесно да се информираш за сега, гледаш ти не си запознат, значи некаде овде има една дупка, еден вакуум кој што го остава тој простор таков да останеш неинформиран. Да. Ја, например, имам пријавено дело преку полицијата крева раце, не е директно тој кој што треба да осуди, нели, само да спроведе. Меѓутоа во случајот ете, пријавивме едно дело, се случи, дојдоа инспекторки, го пријавивме делото до обвинител, повреден одговор не добивме никогаш. Што понатаму? Знаеш, тука се отвори тоа прашање. Значи, затоа го спомнам, секој епизод ја спомнам тоа казненост, односно системско функционирање, бидејќи мислам дека покрај родителите кои што ги споменуваме секој епизода, кои што се едни од најзначајните сегменти, ти си сега млад човек кој што доаѓа веројатно од фамилија која што твоите ги имав чест да ги запознам. Сигурно се растем во еден таков дух, мислам, правилно воспитуван и со рок н рол и со не знам што си слушал по дома. Да, углавно, да. Што слушаш од бендови? Дорс бевме се сеќам пред Дорс едни од омилените да бевме во Париз со моите и на гробот на Джим Морис. Бевте? Што си научил од музиката на Дорс, да речем? Многу таму имам поезијата како таква голема. И љубовните ми. Љубовните ми, апсолутно, да. Тоа што го работи Джим Морис е чиста поезија во споредба со денеска, не знам, од типот на спушти се доле и слични теми присутни кај нас. Мислам, не може да се споредат. Значи, сепак си растал во една средина во која што ти биле давани квалитетни и да речем содржини. Сум имал избор да одберам кој правец би можел да продолжам. И се занимав со глума долго време. Друштвото исто беше клучен фактор кој правец би продолжил после средно орце. Беше исто плюс уште една смерница. Колку се важни, еве сега тоа го забележувам периодов низ училиштата, може и Весна да ни каже, колку се важни оваквите споредни активности кои што се занимаваат по училиштата со култура, уметност и слично. Тука сум во константен костес со некои од родителите, кај моите деца, и не мислам дека немаме разбирање. И дури ќе те убедат дека си на погрешен пат. Да речеме,
подготвување на представи, актерска секција. Јас научив да свирам во мојата музичка секција во поранешното 29 ноември. Да не беше тоа, немаше да знам гитара, односно бас подоцна да свирам и така натаму и така натаму. Колку е тоа битно во канализирање на таа, како да наречеме, лоша негативна енергија или агресија или што и да е. Соодветно структурирање и квалитетно структурирање на време е апсолутно многу важно, а од друга страна дава можност за креативно изразување на младите. И всушност јас сум, а и многу други психолози, се во делот на поддршка дека таков тип на активности треба многу повеќе да имаме, така што апсолутно сум на истата таа линија дека креативното изразување има позитивен ефект и е на некој начин превенција од насилство. Сите оние превентивни програми, ако ги видите и за превенција на насилство, значат давање на слобода, правилно структурирање, креативно структурирање на времето, давање на поддршка од страна на возрастните, што е соодветно, што е несоодветно. И така можеме да учиме и за почит, и за толеранција и многу други теми кои што значат соодветен начин на комуникација помеѓу младите. Не значи дека мора да го прочитаме што е дефиницијата за насилство, него насилно однесување, насилство, Не само тоа, овие содржини и овие секции содржини, учат на правилен развој, знаеш, и на правил и на како се тоа вистински вредности живот. критичко мислење, креативно мислење, мислење, значи се е тоа во насока баш на соодветно психолошки раст и развој кој што на младите им дава и слобода, меѓутоа им дава и поинакви соодветни насоки и вредности кои што понатака може да ги негуваат. Талентите така и понатака произлегуваат, што е она што го знам ако не пробам, што е она ако не ми дадат можност да го пробам во мојата средина, што ме влече и каде понатака ќе се насочам. Значи низ овие активности многу може да се добие во Мислам, позитивна не само насока. кај деца, секојдневно е модерниот свет така поставен да сме под притисок и под стрес од секакви, доаѓаме во контакт со многу луѓе кои што носат своји фрустрации, кои што свесно или несвесно ни ги пренесуваат на нас. Зборам од студентски прашања до таксистот, до тој до тебе што седи во автобус. И автоматски не сме имуни на сите тие дразби, попримаме некој од таа цела енергија и тој стрес. И ден денес мислам дека затоа треба да се изигра, се собираме со другари кошарка да изиграме или фудбал. И затоа идеме на проба, е начин за да се канализираат сите тие чувства кои што несвесно ги примаме, да. И кои што би можеле инаку да се одразат во вид на насилство или некоја агресија можеби. Гледањето на театарски представи, следењето на филмови, на некој начин во одредени ситуации и сама катарза, значи сама по себе која што значи ослободување на сето она кое што и Карло го спомна. Ја би се вратила само на оно кое што го кажавме, како се пријавува и што се пријавува, затоа што нели го зборуваме од аспект на тоа да не останеме куси со информација. Добро. Во ситуација кога има насилство, дека имаме неколку, тоа викаат, влезни точки, експертите, професионалците. Може да се пријави во полиција. Полицијата треба во ситуација особено ако станува дете, дека во прашање е дете жртва, задолжително да контактира, комуницира со Центар за социјална работа. Може да се отиде и директно во Центар за социјална работа за да се пријави насилство. Во ситуации на силување, во ситуации на сексуално насилство, некогаш влезот е и сам здравствен работник, значи во рамки на здравствен систем, за да понатака истиот се проследи. Една од овие три институции, која и да е, ако биде исконтактирана, комуникацијата и координацијата понатака треба да продолжи за да имаме соодветен одговор. Така што секој младо лице кој што за жал можеби се нашло во ситуација да е жртва на некој тип на насилство, треба тоа да го пријави во полиција или во Центар за социјална работа. Најчесто семејно насилство се пријавува во Центар за социјална работа, а она кое што е некако перцепција моја е дека многу повеќе младите насилството го пријавуваат во полицијата. Па веројатно е како прв избор кој што Карло, ти знаеш ли нешто да од овие работи? полиција евентуално? Да. Толку, а меѓутоа ова другото сигурно не ти било познато. Не. Имаме посебен дури протокол за постапување ако станува збор за силување и се отиде во полиција, упатувачки центри ги зборуваме за сексуално насилство, здравствени работници, значи не треба да започне испрашувањето во полицијата, за да не се ревиктимизираат, да немаме повторна траума, туку соодветни професионалци треба да го обават разговорот, психолози, здравствени работници кои за тоа се обучени и всушност самиот механизам треба да започне со испрашување тогаш прв пат во Центарот за поддршка на жртви на сексуално насилство или од страна на Центарот за социјална работа, затоа што целиот тој пристап и во државава ние имаме супер протоколи, морам да кажам, ама во пракса подвалуваме многу често. Така што важно е
младите да ги имаат овие информации. И ако некој несоодветно почне да потпрашува во полиција во случај на силување, може апсолутно да се каже стоп, инспекторка, најчесто се инспекторки, за овој тип на случај имаме посебни по полициските станици, за да не се раскажуваат по неколку пати истите приказни. Значи, буквално да се заштитиме. Митовите за силувањето, тоа го нема прочитано и листувајќи ги овие информации беа стана така некако во печаток. Вели митови за силувањето, главна функција на митовите за силување што придонесуваат кон префрлање на одговорност на што го веќе го кажуваме за сексуалното насилство врз жртвите. Например, сега меѓу другите да не одам целосно, викам мит, силувањето е последица на неконтролирана сексуална желба. Тоа е еден вид злосторство од страст. Потоа мит вели, силувањето не им се случува на добрите девојки или жени, бидејќи тие не одат на места каде што не се заштитени, не се облекуваат провокативно. Значи ако си меѓу толпа од мажи луѓе и си женско по минично, мислам како испаѓа дека така. Треба да го одобриме. Мит, силувањето не може да се случи секому, жртвите се главно млади атрактивни девојки. Уште еден мит, не може да се зборува за силување ако насилникот не употребува оружје или физичка сила за да оствари својата цел. Силувањето може да се врши под вербални закани. Ова ме потсеќа, сега ќе го прочитам, ако прво нешто ми паѓа на памет, оние сите случаи во Холивуд со актерките кои што се одлучија, колку случаи видовме се отворија после 40 години. Бил Косби заглави во затвор на 70 и нешто годишна возраст, па да не зборам сега за куп режисери и така натаму. И уште еден мит, силувачите се криминални типови или ментално болни и главно им припаѓаат на ниските социјални слоеви. Ова као улеснителна околност, веројатно е вака кажано. Факти, меѓу силувачите има луѓе од сите професии, екстровертни, интровертни луѓе, богати, сиромашни и така натаму. Така, меѓу другото, ај прво со овие кои што се митови дека секогаш се обвинува жртвата. Таа, некогаш и тој, особено ако е тој, па имаме ситуација во која што сигурно е припадник на ЛГБТ и затоа му се случило тоа, што не секогаш е така. Дополнително кога станува збор за девојки, за жени, секогаш дека сама си го барала на некој начин. Или е провокативно облечена, или има многу партнери, менува многу често партнери, па заради тоа и се случило ова. Или сакала, па после се предомислила. Што ставало вакви слики? Секогаш е во истата таа конотација дека обвинувањето оди кон жртвата. Апсолутно. И од глава до пети може да сме облечени и само очи да ни се гледаат, и во таква ситуација се случуваат силувања, што кажува дека нели самите овие изјави се митови. Од друга страна имаме ситуации во кои што најчесто силување може не најчесто, лошо се изразив, имаме силувања кои што се од страна на познати луѓе, на луѓе на кои што им веруваме. И манипулатори. Да, најчесто. Силување и ако се започне одредено сексуално општење и во одреден момент еден од партнерите рече стоп, сакам да застане, а другиот инсистира и продолжува. И тоа е силување. На почетокот имало согласност, меѓутоа нешто се случило и сакаме да престане, ворете да престане. И тоа е силување. Така да давањето на согласност е она кој што е клучно, не дали бил насилен самиот чин. Многу е важно тоа да се прави разлика. Некогаш не се дава отпор затоа што самите жртви во ситуацијата се во шок. Ние во ситуација на стрес и шок реагираме различно. Или се смрзнуваме и не можеме да се мрднеме од шокот. Во таква ситуација може и да не даваме отпор. Тоа не значи дека се согласуваме на нештото што ни се случува. Значи, силувањето... Потоа и самата жртва има период додека се одважили, се охрабри да каже, па некои не се не охрабруваат, меѓутоа ете, ова со Холивуд беше баш типичен пример. После 30 на 40 години или една девојка излегува со изјава, а потоа цел ланец од случаи излегуваат на површина. Да. А меѓу овие сите типови на насилство сега ми текна, некако не го споменуваме многу често, меѓутоа и она меѓуетничко насилство, некако го поттурнуваме, знаеш, едно време имаше кампања Едно чудо на за поделење на таа тој мултикултурен диалог, и сам јас сум бил дел од такви проекти, мултиетничност, не знам, доближување на етничките заедници и така натаму. Па потоа имавме периоди на лодување, некако не ги гледам тие проекти и кампањи толку чести, а некако се премолчува, знаеш, да не се лажеме, меѓуетнички судири се случуваат и насилство секој ден и претежно во автобуси, не знам Карло дали наслушнал за дел од овие, меѓутоа тие ги има,
Ги има, дури имавме, да не зборуваме за навијачките групи кои што имаат одреден етнички презнак, па се случи убиство во Ченто и така натаму. И тоа некако го поттурнуваме, знаеш, некако како да не е тема, не актуелно. имам чувство дека дека не треба да биде актуелно. Дека треба да се премолчи. Такво чувство имам. Иако да не се лажеме, тоа се случува. Да, се случува. Може би не на дневна база, меѓутоа Меѓу другото, врсничкото насилство го имаме, сведочиме дека го имаме, дел од тоа може И некогаш да врсничкото, е со врзано со нели етничката припадност може да биде во одредени ситуации кај врсничкото насилство присутно. Не е актуелно на некој начин, како во одредени периоди имам впечаток дека фокусот и подигнувањето на свеста и зборувањето е некако врзано со одреден тип на насилство. Сега многу повеќе се зборува за врсничкото насилство, за сајбер насилството, но сите типови на насилство постоеле и постојат. Се уште не соодветно се реагира, се одговара на сето оно што треба, се јавуваат и нови форми. Оно што го спомна како сајбер насилство, deepfake, исто така. како? Deepfake, Што е тоа? монтирање на слики со содржина и потоа праќање во делот на кој што делува толку многу вистински, толку многу реално. Иди докажи се дека потоа тоа не е покрај вистина. јавна соба она афера што се случи во кој што пак таму гледавме и семени луѓе нели кои што промовирале вредности, ки ми го отвориш профилот верници нели докажани така натаму. Меѓутоа на крај ги фаќаат во некакви педофилски мрежи или во онаа типот на јавна соба. Денови се случи она затворање на Dark Web, се викаше сајтот или не знам дали легален или нелегален, не знам, не сум за среќа не сум го посетил, меѓутоа открија цела една мрежа на корисници на истиот во кој што се споделуваат вакви содржини, а бројката беше фрапантна. Дали 4 милиони, дали 8 милиони корисници на истото. Глобална мрежа, мислам дека во Германија тргна акцијата, соопштење и најстрашното е што претежно се тоа такви луѓе од соседството за кои што сметаме дека се семени, посветени нели посветени на примерни својата граѓани, вера, религија и така натаму, примерни на своето работно место, на крај испаѓа дека не е баш така. Кој е механизмот за заштита тоа? Постои ли? Нема. Според мене не знам. Едукација, психотерапија, поддршка на жртвите, Пак соодветна едукација. соодветна казнивост, постапување согласно протоколи кои што може да се совршени, ако има непостапување, барање на казнивост зашто не се постапило. Значи постојано и тргање секој, пак ја кажам, лична одговорност, тргање секој само од себе, да бидеме модели за добро однесување, да промовираме вредносно, да го живееме тоа, да покажуваме и да младите кои што на некој начин и не инспирираат, меѓу другото имаат можности да следат и да видат како, нели, некој што веќе поминал во одредени фази од животот, се однесува во моментот и реагира и на неправда и ги заштитува одредени. Проблемот е што младите генерации некако Карло и Занадо можеме не ги гледат како нивни вистински представници и доли и дел од сцената на кој што се тие дел некако или по мене имам некоја моја теорија дека тоа им е наметнато дека повеќе ги прифаќаат оние другите затоа што се поприсутни, една голема продукција, ја викам естрадна мафија, стои за тоа и па не реално таму се парите, кај се парите таму е поголемата промоција, ве тие како млад бенд сигурно немаат менеджмент, немате така. Не. Продукција немате. Не. А тоа што го промовираат преку песните е она што треба младите да го земат како и да го консумираат. Ја го користам често тој термин, се може не е правилно меѓутоа да, конзумирање на тие содржини. Ние збориме она што мислиме дека е правилно и она што ни е нас интересно. Сега до кого ќе стигне тоа и како ќе стигне е више прашање. Иако работиме од маркетиншки аспект, да работиме целокупно на промоција на наша музика, дека сметаме дека треба да стигне до Што промовирате со песни? Промовираме... Јас знам, меѓутоа ве кажи вака јавност. За да научи. Што ви идејата? Слобода. Слобода на изразување, слобода на креативност. Промовираме љубов, промовираме мир, промовираме другарство. Промовираме бидување кул. Во вистинската смисла, нашата смисла, по наша дефиниција за што е тоа кул.
Главно промовираме она што ние го живееме, зборуваме за она што ние го живееме и кажуваме наши сваѓања. Карло, се сите како вас, мислам дека не знам дали нашите се правилни, може некој ќе се правилни се некако постари ќе кажат. Имав можност за среќа од помлади колеги да слушнам дел од музиката ваша, така што апсолутно давање на повеќе медиумски простор за квалитетна музика значи можности за повеќе давање на пораки, добри пораки кои што ги имате, така што јас верувам во она кој што го правите и имав можност да слушнам. Фала ти, да се слуша погласно. Мене ми се фаворити од младата сцена. Значи, кажи ми, бендско наследство постои ли меѓу вас? Бендско наследство, обавеста. Врсничко можеме да го Слушај, ставиме. Ама не во секој колектив, јас сум бил ситуација кај мене бендот сме имале ситуации малте не до тепања до. Не, ја имаме таа пројдено таа граница кај што. Кај што ако дојде некоја страна, нас не држеше 25 години. Ако дојде некоја страна и не слуша, ќе ништо чудо да пријави она. Ама ние знаеме како доволно ни се средени тие интерперсонални односи, така што имаме тргнато све на страна што носиме. Надвор од гаражи и тука сме за музиката. Не мислам дека го имам расчистено тоа. Чекај да не дојдете до ситуација почнете да заработувате некој динар. После ќе видиме пред све разговор. Како иако до тоа тешко ќе дојде во оваа ера кај што живееме. Сакам да те прашам, били ли ситуација на вие не сте додуше таков бенд, тоа се случува, може да се случи, имало сум бил сведок на тепачки на панк хардкор метал бендови, кога се случувале тепачки, имале ли некоја рачка или наследство или ситуација да треба да смируваш некој, јас сум смирувал луѓе во публика. Не. Се степале за девојки или не знам што. Значи добро, сега за сега сте. Не, или не сме го приметиле. Не сме отерале нашето, иако имало доста живи, знаеме да бидеме кога свириме уживо и да поттикнеме некоја енергија и некоја еуфорија. Ама позитивно. Што различно реагира секој на неа. Иако немало сега некој негативно да е толку или негативно да се манифестирала преку него. Деноје, не знам, ти си малку помлад, меѓутоа си веќе на сцена, колку 5, 6, 7, 8 години. Може така неко. Ете, нешто од кога функционирате со занаду. Некако имам впечаток дека повторно после ова што се случи во Кочани, повторно пак вината е префрлија на музичарите. Секогаш нешто кое се случува во короната бевме ние виновни. Потоа беше, не знам која ситуација, повторно ние виновни. Што ја се случува некако ние, знаеш, музичарите се секогаш на мета, па и еве периодов се бара забранување на настапи, па понадека не, па се случи оваа несреќа за пред некој ден. Кога не знам кој ќе оди подкастот во Доминиканска република. Повторно, ај се коментарите, ама повторно јавноста некако ги напаќа музичарите, знаеш, треба да внимаваат каде настапуваат, да бидеме возгледени. Системски би требало да не е одговорност. Доаѓаме до почетокот на подкастот. На музичарите не би требало да е одговорност они да имаат предвидено кога они праќаат рајдери, ти знаеш, праќаш рајдери, очекуваш да се исполнат условите кои што ти ги бараш. Иако сепак пак мислам дека вината е на сите колективно. Да, целокупно би требало да функционира така, едно совршено општество. Како може музичар да знае дали е покриол стабилен или не? Така, да. Дали треба да во неколку ситуации, сепак на крај доаѓаме по мене до онаа системско наследство, односно нарушување или девијација која што носи до Ако во старт не се договорени тие работи како да се обезбеди сигурна безбедна средина за одвивање на било каков настан, значи апсолутно треба да се види каде во системот нешто е пропуштено и недостасува, така да целата таа алка се сведува пак дека сите ние како поединци сме дел од еден поголем систем и треба да бараме, да прашуваме. Можеби тоа е она кое што секој од нас може да го имаме предвид и да го размислуваме. Еве на пример, организирам одредени работилници и настани, размислувам однапред на што се може непредвидливо да се случи како риск менеджмент, како безбедносен план во ситуација да нешто се случи. И до тука е мојата одговорност, ама дали хотелот, институтот, факултетот, каде и да се одвива, нели, самата работилница, кровот е добар или не знам што, тоа е нешто кое што е малку поголемо. Секој во својот сегмент треба да биде внимателен, ама на крајот на денот сме поврзани, да не заборавиме на тој дел, и дека протоколите и системите како било од Белградски синдикат, повторно ќе ги цитирам, системот те лаже, вели, не слушај што ќе ти каже, овој живот е краток, сега пробувам од српски го предам директно, од почетокот до крајот, затоа стани веднаш. Така што ако не реагираме во одредени ситуации, некако не убива една пасивност, морам да признам овие неколку години, некако разочараност една општа кај луѓето исто така чувствувам, меѓутоа
Мораме очигледно, тоа ќе треба овие млади Да, и ние посебно ја чувствуваме, да, има еден период кај што почнеш, небитно дали договараш настан или нешто, и се осеќа што викаш таа пасивност и разочараност целокупно. Викаш, чекај, зашо е вака, и малце по малце, аха, ова е, и има желба, искрено, мислам дека има желба кај млади да се смени нешто. Ајде да видиме што ќе направите. Ајде, веруваме во вас. Периодов, ајде да те прашам нешто вон, бидејќи сме при крајот со овој подкаст, најави некаква турнеја. Турнеја, да, одиме на балканска турнеја, 7 града, сите екскју простори ги фаќаме, да. Белград, Тузла, Загреб, Риека, Љубљана, Нови Сад и Суботица. Македонија претпоставам го прави пред периодот Македонија, да. пасивна, Да, бидејќи знаеме што се Македонија- случи, па некако и организаторите имаат и страв да се одлучат да организираат било што периодот покрај нели оние контроли кои што се случуваат строги во моментов. Сега мислам дека пиле нема да прилетат на наредниот период. Сакаме и Македонија да се случи, ќе се организира. Имате и албум за издавање? Тогаш, да, албумот е изработка у финалната фаза више влезење. Мислам дека не треба да згаснат сега настаниво што збориш и да се пилеа не прелета. Напротив, мислам дека треба да се врати духот малку, да се врати врати тоа е главна и да се полемика да се зборува уште со тоа што ќе се развие еден social awareness и ќе се збори за тоа. Ќе се збори за тоа преку настаните. Не треба да згасне никако во никој случај. Не мислам дека тоа е полесен начин за да се преброди целата ситуација као колектив. И што би рекле едни од постарите членови на бивша југословенска рок сцена, подобро да издадеш плоча отколку пријател. Така што ти посакувам набрзо да искочи и успех со сето на што го правите одлично со Занаду. Поздрави екипата. Ти благодарам што беше гостин и на тебе и на Весна да не остана нешто вака за крај, велам секој подкаст што требаше да те прашам, а заборавив. Некако ги поврзавме темиве за дискусија, ми беше многу пријатно, морам да ти кажам, и секој е така, секој се преплетуваат. Топ друштвото кое што сте го одбрале, почнав да те персирам на крајов. Фала ти, мислам дека имаме многу што да збориме, ама времето е толку така да не би продолжил. Да, и сите овие теми се преплетуваат и тоа се случува во секоја емисија. Дали е тоа одредени, не знам, ориентации до насилство, до системска нефункционалност, до машко ментално здравје. Сето е некако испреплетено, значи не можеме да останеме. Еве, тргнавме една со слична тема, меѓутоа еве ова е веќе широко и ова повторно речи си него погледам во освен митовите, бидејќи овој разговор течеше спонтано како и останатите подкасти, а со добри соговорници, тоа секогаш оди полесно. Така што ви благодарам, Карло успеси, Весна успеси понатаму и да дојдеме утре до подобро општество некако. А ова беше уште едно издание на Тивка Врева, 15-тата епизода. Останете со нас и понатаму.